Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Оваа недела сум јас опсенат со Евровизија, што ми ти си влезен во ова видео, најверојатно и ти си. Денес ќе ги коментирам сите настапи што се случи на Евровизија, ќе ги оценувам од 1 до 10 и јас ова го снимам во петок, вие ќе го гледате во сабота са бајле, значи јас во овој момент се уште не знам кој е победник, а ги знаеме сите квалифицирани за финале, така што ќе кажам моje мислење кој треба да победи на Евровизија и штом заврши финалето, јас ќе оставам и пинат коментар со мислење пак што мислам за тој што победил, дали победил тој што воопшто јас сум сакал. На самиот почеток лајкнете го видеото, супскрајбнете каналот и одиме. Океј, ајде вака ќе почнем со тие што не се квалифицираа, па ќе одиме кон тие што се во финале. Значи овие се 11 држави што испаднаа. Словенија, сладко, убаво, емотивно, се тоа стои, песната е добра, дали е за Евровизија, што денес е за Евровизија, ја не знам дали воопшто постои нешто такво што не е за Евровизија, денес се можеш да пратиш. Добра песна беше и мислам какви све песни влегува во финале у првата полуфинална вечер, ја мислам дека слободно можеше и Словенија да влезе. Од мене би дал некоја си седмица. Азербејџан, што воопшто беше тоа? Јас не знам да ме утепате, јас не знам да запеам дел од песната, толку беше заборавно, толку беше некако пиштеше братот. Среќа што испадна оцена 1, затоа што сепак постои вајда некаков труд во тоа. Белгија. Тука не знам што да мислам. Знам дека луѓето беа шокирани кога ова не помина. Колку мене ми се свиѓа како песна, мислам дека не ми се свиѓа речиси воопшто, а настапот ме болат очи од толку многу црвено. Сега на вас слика гледам и плаво, ама на настапот цело време беше црвено. Не знам, мене ме болат очи да гледам толку време само црвено и ништо освен црвено. Беше интересен настап концептуално, како песна послабо, така да може нека оцена 6. Дали ќе ми фали у финале, нема да им фали искрено. Иначе видеото го снимам у 10 саат са бајле за мене во петок, за да го стигнам некако да го обијам во сабота, така што ако ме гледате вака малку утепан и поспан, тоа е зошто. Кипар ми беше едно од најголемите изненадувања што не помина, ама кога ќе го видиме и настапот, колку и тоа визуелно така добро да изгледа и колку да го представува она совршената симетричност на човекот или што и да сака да постигнат, мислам дека не ми беше доволно и гледајќи го претходно спотот, очекував многу поише да се покаже на тој настап. Тука имаме само 5 мажи како огромни железа, цело време ротираат 3 минути, само тоа се дешава и ништо друго не се дешава. Цело време чекаш нешто се деси, не се дешава. Песна како песна е предобра. Мене многу ми се свиѓа песната, ама настапот мислам дека можеше многу боле. Така да го оценувам се на се седмица, ајде. Сепак можеше да влезе во финале, какви песни влегува, можеше и ова дефинитивно. Хрватска, јој, добар беше човек. Јас сум општо фан на Марко Бошњак за тоа каков уметник е од мал, колку добро пее и колку, значи, има стварно вокал. И мене беше многу штети онаа година кога не помина со Моли за нас, братија некоја многу поголема глупост тоаш, можеше тоаш да го пратат и мислам дека тоаш со Моли за нас може ќе видеше финале. Оваа песна ми се свиѓаше и очекував многу, после тоа кога се деси настапот на Дора не ми беше толку многу добар, затоа што мислам дека он вокално не беше толку добар и беше боле, не знам што беше. После го сменија целосно цел настап и ова мене луѓе ми се свиѓаше многу. Знаев дека нема да помине затоа што цело време така сите го тргаа сегде и беше еден од најлошите пласирани на оние одз. Според мене ова е јака осмица. Не знам, личен вкус е, јас мислам дека има и многу лоши песни во финале и дека кога ќе споредам Хрватска со некои други песни, што ќе видите ќе коментирам понатака што се финале, јас мислам дека ова заслужуваше место финале. Австралија. Шок. Искрено, песната е нели онаква мим песна, ништо сериозно тука да се свати, али забавна, добра. Настапот беше добар. Јас не знам зошто ова не помина. Се уште и мене не ми јасно зошто Австралија се воопшто на Евровизија и како Австралија во Европа и зошто се и зашто добра, али ако игнорирам дека се Австралија, песната беше добра. Финале и тоа како финале. Оцена за ова 7,5. Чешка, Лазар Филиповиќ. Многу работи му се десија, закасни. Јас знам дека тоа е огромен притисок и све, ама како закасни на оној дел. Мислам дека после толку месеци вежбање не може тоа да се случува, колку и да имаш трема, затоа што на сите други не им се случува. И мислам дека имаше некој проблем со костимите, дека се сопна, дека не знам што направи, грешеше. Мара мислам дека колку и да не се случеше никаква грешка, дека тоа немаше да смени дали влегува во финале или не влегува, затоа што нема
нема луѓето да ја видат грешката и кој рече тоа нема да гласам за ова зашто сгреши, туку сега или ја сакаш песната или не ја сакаш. Мене ми беше ова за финале исто така. Ова беше тоа Kiss Goodbye. Да, значи добра песна. Добра песна, ја мислам ако ова требаше биде финале. Грузија. Да му тепате, јас не знам која е оваа песна. Ја знам оваа дека ема луѓето, не знам Душан како ја пуштил сама да шета тоа му. Не можам никога да се сетам на ништо од нејс. Никаков звук не ми влага глава, толку една од најоправдуваните непоминувања у финале. Так. Оцена 1. Ирска, шо беше ова? Like a Party. Like a party in the sky. Не сваќам. И ова ми е во пакетот, ми влегува во детска Евровизија. Има многу песни што ми се детска Евровизија од ова Евровизија. Не ми се свиѓа настапот, не ми се свиѓа госпожата, не ми се свиѓа ништо како изгледа на сцената, не ми се свиѓа песната, не ми се свиѓа нејзиниот глас, ништо не ми се свиѓа. Ми се свиѓа темата на песната, иако не знам како е тоа тема на песна, ма ја сакаме лајка само 1 оцена. Не знам. Не е ова за мене. Монтенегро. Леле колку ми е жал за душичката. На прв момент ми е смешно, одма после тоа ми е многу жал. Ја знам госпожата, знам дека е преквалитетна, знам дека со претходната песна кога беше на Евровизија ми се свиѓа многу повеќе од оваа. Оваа песна мене не ми е лоша. Воопшто не ми е лоша оваа песна. Пораката на песната е убава, песната е убава. Јас онака песната би си ја пуштал да ја слушам. Грешката што се случи ќе ја занемарим, ја не знам како, што притисок и стрес мора да е тоа за после толку настапи и вежбање тебе да се случи тој voice crack, али целосно игнорирајќи го тоа, ја не знам зашто никој не ја сака оваа песна. Мене песната ми е добра. Настапот дека не е нешто и не е. Го извлекла Јорган од дома и не излегла да пее. Знаеме колку буџет имаат нашите држави, колку она може и настап да направи, така да со тоа што можела да направи доста фино е. Од мене искрено може и седмица, не претерувам. Србија. Не, никогаш нема се помирам со Србија. Значи никогаш јас го бойкотирав целото негово идење на Евровизија, ја бойкотирам неговата појава зашто воопшто е на Евровизија и колку и можам да пофалам дека откако победи од тој настап дека ова изгледа добро. Не изгледа ич добро, туку изгледа барем подобро тоа што имаше, што падна на девојка од плафони што се вртеше онаму у Белград на тоа. Тоа беше ужас, али ова колку толку барем е боле. Зашто чистеше пот не знам. Знам дека нешто приказна митолошка нешто пробуваат да измислат приказна што не постои, да го поврзат со настапот. Како изгледа у црвено ужас, целиот настап чуден, неговиот вокал топ, ама сепак мислам дека Harem Girls да беа ќе направи албум или да беше кој друг беше? Мими су ми исто така лут, толку имав хајп за таа песна на крај настапот очи. Колку Мими ќе можеше да се опре до сега, мислам дека не и фаќа тоа црпката за Евровизија сепак и мислам дека немаше пак да изгледа Мими добро, така да мислам дека Harem Girls за Србија година има најголеми шанси. Они ќе направиа парт, али они ќе помине во финале. Али ова ми е среќен сум и дури што не помин. Тројка. Полска. Сега не знам овие држави дали коментираме и у смисла дали имаат шанса да победат. Ја мислам дека Полска од оние држави што има некаква шанса да се случи некаков шок да победи. Не верувам дека ќе се случи тоа, ама дека можеш да видиш како победува можеш. Настапот е добар, жената е змај, жената има 52 години, мислам дека на Евровизија настапувала и пред точно 30 години. Трча многу повеќе од тоа што можам да трчам јас. Она цел настап имаше workout рутин, трча жената, трча, не може да престане да трчи, да се превртува и пее, бре, не утнува тон. Преубаво ми изгледа сцената со змајот кога е она качена горе на тоа. Многу ми се чудни овие играчи, ама барем се совпаѓаат многу со настапот и со тоа како изгледа они како се облечени. Ја мислам дека Полска ми е јака 9. Не мислам дека треба да победи, ама дека ќе добие добар пласман, ќе добие и оправдано. Еве, ја почнав рубриката на песни, не знам како се во финале, да ме утепаш, да ми впериш пиштол у глава, да ми кажеш запеј нешто од песната на Португалија оваа година, јас стварно не можам. Ја не знам
како ова помина. Верувам дека ако сега земам да ја слушам толку внимателно да можам да најдам некакви квалитети, да не идам кец, ама дека не ми остане никаков печаток, не ми остане ништо што јас можам да запамтам, не мислам дека ова заслужува да помине поише у финале од Австралија или Хрватска или Чешка или сите тие држави што сега ги се отфрлени, така да кец од мене. Сан Марино максимум мислам дека што можат да заслужат некаков настап на Охрид Колинг, со да ама ета пак ми е останало у глава, колку ама пак не ми е доволно квалитетно да се најде у финале покрај тоа што колку таму држави у првото полуфинале испадна за ова да помине. Така да ова не е кец, ова е некоја си можеби четворка, ама дека ми е за финале за Евровизија, може да помине ако не постоја сите оние држави претходни што испадна. Така да тоа е. Шпанија секад имат некоја ваква диветина што сакам некако да видам од Шпанија нешто што не е ова. Некако Шпанија ми е секогаш тоа па тоа. Имаат еден тип на песна и секогаш идат со таков тип на песна. Фино е тоа. Она изгледа предобро, настапот е окей, песната е како се викаше Еса Дива. Ја и колку толку можам да ја запамтам, дефинитивно не нешто што би било у топ 10, ама дека заслужува да пее у финале, да заслужува, иако нели овие поминуваат сами финале. Оцена за ова може и некоја си Шведска. Да почнем од почеток, приказната со Шведска, јас како ги дознав нив и настапот што патем на Евровизија изгледа скрос исто како што изгледаше у Шведска, беше тоа што дознав дека настапува пак оној Манс од We are the heroes of our time, дека пак сака да направи истата фора како Лорин, победил еднаш па да победи пак. И имаше добра песна, само што таа песна му звучеше пак исто како што и претходната Heroes, и многу ме интересираше затоа што ја бев убеден дека ќе го пратат него пак. Многу ме интересираше кој го победил. И кога ги пушти бракете, ја бе стварно одушевен, и кога го слушаш она бара басту, стварно многу евровизиски звук и нешто што е баш за таму. Дека многу има евровизиски звук, дека сите им прави да се осеќаат добро, дека да. Јас сепак си имам онака по личен вкус, некои си многу по други работи да се поврзам со песната, не само да урлам бара басту, туку лани пример не најавав толку за Беби Лазања колку што најавав за Немо, да победи со Коуд, така да и овој пат сум многу слично со тоа. Шведска може да победи, скрос го гледам како ова како победник, прифатливо ми е како победник ако се деси, ама не најавам за нив. Вака како песник, како настапи, како се, од мене 9. Швейцарија, Душичке, ја не знам што прави Душичката, сладка е, автентична е, убава е, се тоа фино звучи, не е нешто што можам јас да се поврзам, не знам. И целиот овој цел настап изгледаше вака, и дури и закочи незиниот настап, онака како можеш домаќино да закочиш баш онака добри 5 секунди кочеше настапот. Сега вака и да пробувам да ми текне некаков ритам од песната, нешто и не ми текна стварно, така да не знам. Тројка вајда. Првата година кога Украина носат лоша песна, и ајде може да им се случи и нив да донесат лоша песна. Океј, после толку добри песни можат и некогаш да утнат. Значи некогаш и оправдано им да утнат. Океј, ова беше таа година, утна многу, следната година пак ќе донесат нешто бомбастично, се надевам. Зошто у финале? За да им го задржи они мислам дека се држава што најмногу години пред откако се воведени полуфиналињата има влезено у финали, дека никогаш не се случило да не влезат. Нешто така беше. И дали политиката тука игра улога, не знам. Може би само има многу луѓе од Украина на секаде на светот што се гласа и си одбранија песната само ради тоа што е Украина. Како песна, како настап, како све, како Among Us човечиња што ги гледам по екранот, пак не можам да се сетам на ништо од песната. Мене ова не ми се свиѓа никако. Јас мислам дека ова никако не заслужува да биде у финале оваа година, е така да од мене 2. United Kingdom, нашите XXL 100% те љубам, идентични се, исто толку квалитетно и добро изгледа се тоа како што изгледа XXL во 2000-та година. Исто она за да го подсетам, тука е What the hell just happened. Ми крварат ушите, не ми се свиѓа, можеби ќе беше така симпатично пред 25 години, не денес, да не плаќаат да идат у финале, немаше да идат у финале. Се надевам дека ете може, има песни што поише ги мразам, така да не им посагам толку последно место, ама сега
секако тие последните 5 секако се резервирани за United Kingdom. Албанија, јој. Јас песнава прв пат кога искочи, памтам како ги ја праќав по луѓе и се смеев, затоа што ми беше смешно посебно делот на братот кога пее. После тоа како поише ја слушам Леди Гага за албанци, уметници се двајцата. Значи двајцата се многу добри уметници, она посебно звучи предобро, се совпаѓа он кога лага со тоа. Може би нивната најдобра песна што некогаш ја пратиле на Евровизија, мислам дека ќе помини добро, така да за мене ова оцена е може би 9. Арменија, колку и тоа да изгледаше добро, колку и тоа да звучи добро, колку и да е песната, е добро. I'm a Survivor. Јас не можам да го игнорирам никогаш фактот дека тоа е Imagine Dragons, дека ова е целосна копија од Imagine Dragons. Значи, скроз очигледно е, не може да е случајно, не може само да е некаков си призвук што мене ми звучи како Imagine Dragons. Значи, ова е скроз Imagine Dragons. Ја не знам, ако некој нека проба да ми даде образложение како ова може и да не е никаков инфлуенс од Imagine Dragons или нешто. Ова ми е, значи, премногу ми е песна на Imagine Dragons, не можам. Братот настапот му изгледаше топ, целон така извалено тоа калта и што цело време трчи, ја не знам како не падна тоа тредмилот. Ќе му дадам 5, иако песната е добра и еве сега може ми да ја запеам и све, ја памтам и настапот е топ. Само ради тоа копија и све што мене толку многу ми смета во увото дека тоа е Imagine Dragons. 5. Мојот победник. Јас сметам дека ова човече мало од 1,40 м, нема валјда толку, ама мало човече. Сметам дека треба да победи на Евровизија по мој вкус. Ова е мојот немо оваа година. Ова е песна што мислам дека има најмногу победник материјал. Ја мислам дека е најквалитетна песна, најубава, најемотивна, најсве. Ја мислам дека вакви вокали оваа година на сцена и немавме. Тоа операта мислам дека секогаш кога и да се прати дека треба да победи. Братот е полуфилипинец, мајка му е филипинка. Јас од времето секогаш кога ги гледав сите можни X фактори и све што постои, сите што беа филипинци секогаш ми беа омилени, секогаш имаат најдобар глас и секогаш победуваат, треба да победуваат. Не знае, нема некој што не знае да пее у Филипини. Настапот едина замерка, јас не би го ставил цело црно-бело, можеби не би го ставил воопшто. Ако веќе одиме со црно-бело, барем крајот да не беше црно-бело. И на крајот, освен тоа, кога беше на делот кога збеснува и кога се дешава тоа скрос на крајот, кога во спотот се крева нагоре, очекував и тука да се крее нагоре, он така да легне и сајли да го креваат нагоре. Не знам дали можеби немале доволно буџет Австрија за тоа, дали може Австрија да нема пари за тоа, не знам. Дали пробале да го направат па не им дали доволно буџет или не знам. Ми фалеше само тој момент, ќе беше мислам дека многу боље да го видовме како Сајла го крева во воздух и он така прета и све и слично на го на спотот што се дешава. Друго се совршенство. Јас мислам дека ова најкомплетно настап, мислам дека најдобро испеано, најдобро све. Ова по мој личен вкус е најдобрата песна и јас ќе најавам за ова. Ако не победи, се надам дека ќе победи некој што барем ќе победи оправдано. Имам некои си такви 4-5 држави што ми се окей да ги видам да победат над него. Ама да ми рече Штефан Одбери победник на Евровизија, ова е победникот на Евровизија 2025. Данска, јој колку ми е мило што помина оваа душичка. Јас ден пред Евровизија, пред втората полуфинална вечер, гледав едно интервју со Нејзе и толку некако ја засекав незината личност, колку е она забавна. Значи, пуштете некој интервју ако сакате со Нејзе или сите тие Инстаграм лајови што ги правеше по TikTok, по сегде ми искачаше порано. Жената е презабавна, предобар карактер има и мене ми стана многу срцка и дознав исто така ден пред да биде в полуфиналите дека има многу мали шанси да помине и дека обично кладилниците во моментот ја отпишуваат. И стварно се плашев дека оваа песна нема да помине, а е песна што јас би си ја пуштил за да се расположам и целосно ја памтам и сега ја преслушав овие 2-3 дена. Баш онака убава поп песна. Баш многу сум среќен што влезе во финале. Настапот ми е ништо, ама и самата кажа дека во интервју дека едноставно немаат буџет и дека со буџетот што може да направиле. Не знам како Данска толку нема буџет, ама добро. Можеби само не сака да ги дава на Евровизија, немам појма. Колку и
да е она како појава и песната како песна и не ми треба ни никаков настап, така да за мене ова сепак е деветка и многу сум среќен што помина. Нема никакви шанси у финале секако, ама да ја слушнам уште еднаш барем песната, се радувам. Естонија. Ја првиот пат кога ја слушнав песната, затоа што јас следам Евровизија, не следам сега кога се дешава, туку следам со месеци како излагаат песните си да ги слушам. Првиот пат кога ја слушнав бевко онака не гледав многу смешно во тоа и како поминува времето, како поише слушаш, мене ми стана се подобро и пак ова ми е симпатично. Ова е џустот оваа година. Ја мислам дека не треба да победи нешто вакво. Добра е песната, добар е настапот, добро е све, симпатично е све тоа и со панот што му се фрла и овие security и авионот позади нив што денса. Целата песна е топ, не ми се свиѓа Winners Cafe, мразам кога некој сам си манифестнува нешто, што му пишува Winners Cafe позадина на настапот. Мислам дека може да се смести во топ 10 песни годинава секако, така да дефинитивно заслужено финале, ама не мислам дека ова треба победи. Оцена од мене 8. Јој, финска Ерика Викман. Јас мислам дека сите овие жени што ги гледаме на Евровизија, со исклучок на Полска, сите тие жени сакаат да бидат Ерика Викман која ќе пораснат. Мене она ми е преака, мене она ми е ова е држава што ако победи јас би бил окей. Жениште, песната ми е предобра, онака како појава е предобра, настапот е предобар. Ја не можам да претпоставам колку години има. Дали има нешто како 35? 32 има, машал. Многу ми се свија, се ми се свија поврзано со нејзе. За мене ова исто така еве ќе дам 9,5 од 10, за да ми остане JJ единствен онака со 10. Франција. Јој, значи природно имам одбивност кон државите што се квалифицираат сами. Значи го мразам тоа правило ко плати па клати. Не е лоша песната никако, мислам дека Франција имале минимум 10 песни подобри од оваа пратено. Обично јас ги обожавам песните од Франција. Оваа не можам да кажам дека обожавам, ми е емотивно приказана со мајка и тоа што пее за мајка и настапов не го сваќам јас толку зашто песок или само онака дека е интересно. Не знам како не се изнаголта песок, затоа што цело време паѓаше врз нејзе, дали воопшто е тоа песок, али треба да изгледа како песок. Јас видов дека ова во оние одс е трето, мислам дека. Ја не знам како ова трето, за мене ми ова под топ 10. Се надам дека не може да се случи некаков шок ова да победи, никако. Вака како песна, еве нека биде и 6,5. Германија. Ова е песна што кога сум заглавен, наму ке Гоце Делчев по најголемата гужва од 4 сат, откако ќе ги имам извртано сите други радио станици, ќе ја оставам оваа единствена како најдобра опција во моментот. Значи само ми онака песна за на радио, нешто не ми има друго. Не ми се свиѓа некако настапот, не ми се свиѓа ништо друго визуелно поврзано со настапот, некако оваа година Германија не ми се лепи никако. Освен тоа што го кажав, песната како песна ако ја гледам и не ми е ни толку Евровизија песната, не знам ко можеме да видиме Чарли XCX или некој да пее нешто вакво. Од мене ова не па може и седмица дури да добија, ама никако у топ 15. Грција. Пак мислам дека и слична приказна како Украина, какви песни они праќале, мислам дека ова е баш млако годината. Баш мислам дека ова е млако годинава и се свиѓаше Рамон што направи лани со Карпата, па реши она Карпа да земе, мада мислам дека незината песна нешто како ги поврзува сите елементи, нешто ги створува или не знам за што збори воопшто песната. Преби Австралија да влезеше у финале наместо Грција оваа година, искрено. Оцена некоја си 5 може. Ова ми е дефиницијата за што представува детската Евровизија. Јас не знам како ова помина финале, не знам како ова подобро и поквалитетно од Белгија, Хрватска и Кипар, ама ете. Како песна за детска Евровизија, ако ја оценувам, оцена 5. Тука идеме скип. Италија, не можам да се помирам со фактот дека овој човек имаше победено и откако победи и јас се заљубив во песната, толку ми беше, значи јас можеби сега таа песна да беше на Евровизија, јас можеби таа песна ќе ми беше дури и над JJ. Јас мислам дека сериозно тврдам дека таа песна и верувам дека ќе имаше добар настап, таа песна луѓе ќе ми беше, значи можеби за победа на оваа Евровизија. Не знам вие колку сте испратиле, ама Италија прво избра една песна, таа за која јас сега зборам, и после 2 дена братот рече мене не ми се
се оди. Јас победата ја давам. Значи тоа се дешава, победува братот, готово. Италија и одбра песна и он по 2 дена вика мене не ми се оди, не знам нешто, сакам да се фокусирам на мојата кариера, имам турнеа, не знам што кажа таму. Брато, ако Евровизија не ти е кариера, не знам што ти е кариера. Многу бев разочаран. Овој човек многу ми е Майкл Джексон, ама и покрај тоа мислам дека е можеби најголемиот уметник оваа година. Песната како текст ми се свиѓа многу, како порака, како све. Многу. Ја обожавам такви текстови, скоро се поврзувам со тоа. Како мелодија, како вакво не ми се свиѓа скоро ич. Некоја на средина петка за мене за оваа песна и све. Латвија. Освен вака што изгледа убаво да ги гледаш, целиот тој настап што е тој така некако магичен, волшебен и пријатен за гледање, јас пак и сега не може да ми текне на песната или повторува еден збор. Што повторува овие? Не знам што повторува, ама што и да беше, пак би ставил јас Австралија да помине наместо ова и Чешка отколку ова. Петка може исто така. Литванија и ово еден збор само повторуваше цело време и за него го имам скрос истото мислење. Дури може и оцена него да му дам 4. Сметам дека имаше подобри избори за финале од него. Луксембург, детска Евровизија парт 2, иако при крај таму се покажа дека сепак и не е можеби толку детска. Мене ова не ми се свиѓа исто така, пак по кој знае кој пат Чешка и Австралија подобар избор, за мене и ова е четврк. Малта. Ја следав цела нејзина приказ од почеток кога ја одбраа песната, ми беше многу јака, значи ова е нашата Моника Станојкова Стар. Од почетокот следев кога избра, уште тогаш ми се свиѓаше песната, онака си вајбав со нејзе, после кога и рекоа дека сепак Кант мора да го тргне, затоа што не можеш ти така, Евровизија мора некоја драма да си прават. Не знам, откако победи некако се слупа со кола што направи целата приказ на нејзе беше лудило овие месеци и на крај сепак тоа помина се добро и среќен сум што помина финале. Ова може да се случи и да биде шок да победи. Мислам дека од гласовите од публиката ќе има премногу гласови. Ја гледам во топ 5 и заслужено да победи, не би сакал искрено, заслужува да биде таму високо и да се радува, затоа што стварно е икона. Оцена 9 за нејз. Ова човече ме разочара. Јас песната до ден денес секој ден знам да си ја пуштам и оваа е песна што мислам дека најмногу има потенцијал да се врти секаде по радио. Може би да бувне онака да ја слуша цел свет. Настапот не ми се свиѓа. Вокално за малку мислам дека може тоа и подобро споредено со студиската верзија и според тоа што претходно го знаевме спотот, очекував многу подобар настап. Најдобриот дел од настапот ми беше со детенцето што се појави на крај на огледалото. Тоа мислам дека требаше да се случи уште на почеток на настапот и некако да се гради на тоа, да личеше нешто налик на спотот било како. Вака беше само он со камерата и само денсаше и си се вртеше околу и тоа така помина 3 минути, не ми се случи баш ништо цело време, нешто чекав се случи и се случи тоа со детето со огледалото, а не ми е доволно. За настапот имам замерки доста, а песна како песна ми е 10, али вака сега на крај, ја претходно мислам дека ова може да се случи да победи. Сега мислам дека нема шанси да победи и од мене оцена ради настапот 8.5. Што уште имаме? Норвешка. Кога јас вадам заби, вадеше и он, баш му се деси тоа пред Евровизија, некој една недела пред тоа, па после и гласот скроз го изгуби, така што се он се соочи на таа самата Евровизија и колку изгуби глас и добро испеа на крај, имајќи го предвид све тоа друго. Песната ми е песна што и 10 пати претходно ја имам слушнато низ годините на Евровизија, не ми е нешто посебно, али ако игнорираме дека се копира и дека денес и тешко е да измислиш топла вода и дека сите прават нешто малте нешто некате направено, мада не брем, прават луѓе се уникатни, гледа Ерика Викмен, гледа ги си JJ, добро, не можам да кажам дека е толку нешто ново, ама се прави ново, добро, али еве за него оцена 8, затоа што сепак тоа изгледа и звучи добро, така да 8 евровизиски good vibe може да помине. Тоа е. Кој треба да победи на Евровизија? Австрија. Кој сакате вие да победи? Ве молам сите во коментари напишете го името на државата што мислите дека ќе победи, со надежда дека ќе го гледате видеото пред да се случи финалето, зашто буквално видео го ставам во сабота са бајле, а во сабота вечер е самото финале, така што штом заврши финалето, јас ќе оставам коментар на моето видео и ќе го пиннам да стои онака најгоре, зашто мислам за победникот. Тоа е тоа, ако ви се допадна ова видео и сакате уште вакви видеа, ставете лайк на видеото, субскрајбнете се на каналот и ние се гледаме следното видео. Ciao.